Новото кино во Битола го отворил Костадин Чому, некаде во првата деценија од ова столетие, во зградата на Турскиот театар. Со почнувањето на Првата светска војна киното престанува да работи. Михаил Пема со татко му во 1920 година отвараат ново кино. Веќе во 1933 година во Битола имало 3 киносали. Кон крајот на минатиот и почетокот новој век, Битола представува значаен економски, културен, воено-стратешки и политички центар на Балканот. Развиеното занаечиство, големиот број образовни институции, економско-политичките и културните врски на градот со другите градови на Македонија, Балканот и во Европа, бројните конзулати на Франција, Италија, Англија, Царска Русија, Романија, Австрија и други, имаат особено значење во развојот и животот на градот. Во 1905 година, постариот брат на Милтон, Јанаки Манаки, прв ја донесува камерата 300 во Битола. Со неа тие започнуваат упорно и со љубов да го регистрираат и да го документираат животот на градот, времето што одминува, што го јаде забот на заборавот и времето што доаѓа. Милтон Манаки го регистрира престојот на султанот Решат V во Битола, јуни 1911 година. Пет години од овој настан ќе ги дели битолчани од новото чудо. Сликата што оди. Ако тоа беше чудо, тогаш Михаил Пема беше чудотворецот. Предлагам да се вратиме на тие давна минати времења, на почетоците од вашата авантура. Првото кино во Битола се отвори, односно отворивме ние, татко ми и јеска и брат ми, 20 април 1920 година. Тоа отворање на киното беше во една сала во бившата српска гимназија, уште во турско време, кој работеше код српска гимназија. Таа сала не беше толку многу прилагодена, но бидејќи немаше сали за кино, тогаш ние монтиравме таму кино. Првата представа во Битола као кино
озбилно кино се даде ден Великден, 20 април 1920 година. Филмовите што ја набавувавме, тогаш ја набавувавме од Белград. Тоа вака тераше едно известно време, значи 20-та, 21-та, 22-та, но немаше кинопублика. Публиката беше така наречена дива. Таа киното го сметаше за циркус. А не за кино. И као такво, се што се може во циркус да се збори, да се работи, тоа правеше во кината. Ние, нашата послуга, интервенираше за овие работи. Да се држи ред, дека тога беше немфилм, и така да може да ужива публиката на тоа што гледа. Више пати се дешаваше тоа да од попростата маса на киното публика беа такви галами што беа скоро неиздржливи. Во тоа време киното не работеше непрекидно како сега, дека има само една апаратура, не две. И во меѓувремено на тие паузите, апаратерот више пати се закаснуваше со монтажата на наредниот чин и така натаму. Па таа пауза, ако беше малку подолга, тука е протестирање од страна на публиката. Со чукање на нозите, чукање на раците, со викање, со звиждање и така натаму. И тоа се зеде како една работа што треба да биде, да се протестира, за да апаратерот да се принуди да работи побрзо. И тие паузи да биде што пократка. Еден ден, а тоа сабота ден беше, јаска имав и кондрожиски дуќа. Идам во кино да гледам поруче што се прави. Знамо да тогаш има највише галами и највише тепаници или караници. Кога гледам во дворот на тоа киното, на салата кино, што беше бившата српска гимназија во турско време, тепаници меѓу луѓето и доктор Чопи, лекар, војни лекар, имаше изваено саплјата и со саплјата и бркаше тие што галамеа натре за да биде тишина. И многу такви работи се дешаваа. Истовремено се дешава да таткоите тогаш не даваја пари на децата за да одат на кино. И тие едва праве економија од некои други ситни работи за да шпарат, да може да најдат 2-3 динара за да одат во киното.
Еден ден иде еден посетилаc редова, дете, со врзано око, едно, шумијата, и му вели на татко ми, да татко ми беше и касиер. Вема, дај ми една карта од 2 динара, нема од 2 динара, од 3, 4 и 6. Дај ми мене од 2 динара, нема да ми кој ќе пари. И ако немаш, нема да гледаш. Не, ќе ми даеш една карта, нема да. Ево со едно око ќе гледам. Шамивчето врзано, со едно око ќе гледам да види поевтино. Сенат сме, татко ми му даде една карта, ако беше поскапа во импримерото. Друг пат пак, тогаш кината работеа непрекидно, нон-стоп. Со паузите од самите филмови. И така да, кој имаше добар филм, публика чекаше надвор. Да излезат тие што се во салата, да влезе овие. Ние знаеме дека представата заврши, дека сите што треба да се дадат журнали, така да се даде, и публиката не излегува. Оди послугата таму натре и праша што сеите. Ќе седиме да гледаме уште една шотарен филм да ми се фати поевтино. Поевтино да ни дојдете. Но ние настоивавме со разновrsни реклами и со вкусот на тогашната публика да донесеме такви филмови да можеме да привлачиме публиката. И така створивме една кинопублика во Битола. Тука е и куклата фигура во природна големина на Ширли Темпл, што Пема ја добил на поклон. Помеѓу 1912 и 1915 година во кафеаната Босна имало само празнични филмски проекции. Во 1918 година во Гранд Хотел Америка е отворено кино, чиј собственик бил некој повратник од Америка. Подоцна, во 1921 година киното го презел Пане Напески од Прилеп. 3 години подоцна кино отвориле браќата Манаки, заедно со фамилијата Дуратовци. По нивното финансиско пропаѓање, киното Корзо го презел Ристо Зерде. Кинопроекторот бил марка Ернеман Еден. Во 1933 година во Битола имало 3 киносали. Балкан на Михаил Пема, Грант на Милорад Јефтиќ и Корзо на Ристо Зерде. Сите кина имали и летни бавчи во кои, за да се привлача публика, се одржувале и вариететски програми. Управувањето на кината, односно да се има едно добро кино, тука се услови.
првиот услов е квалитетот на филмот. Другиот услов е редот, третиот услов е самата машинерија. Ние успеевме во тие трите услови да ја дадеме на публиката и така имавме кинопублика. Секогаш нашата сала, иако не беше сала достојна за киносала, како што реков мала час, населението повеќе сакаше да види филм квалитет, него доди во сала комотна и така натаму. Дали се сеќавате на некој од насловите на првите филмови? Не можам да се сетам на првите филмови, дека е доста давно, 20 година да мислите до сега до тука, и не можам никако да се сетам кој беше прв филм, тој што го донесовме и кој го дававме на публиката. Но една работа знам, и тоа можам да тврдам, и сите битолчани го знаат, постарите битолчани, дека во битолската публика захтеваше повеќе авантуристички филмови. И се не трагични филмови, драматични, али со висок степен на воја. Така да ние правевме тој избор, можевме да правиме тој избор, благодарение на тоа што имав јаска врски добри во Белград и во Загреб, и што се одеше таму лично за понајмување на филмови. Така да секогаш нашето кино, иако не беше како сала кино приготвено, имаше приоритет и публиката секој пат ја наполнуваше нашата сала со своето доверие. Доверие не према нас лично, него према квалитетот на филмот. Јаска, колку се сеќавам за времето на биоскопот кој држеше тема, филмови што имам гледано јаска лично, можам да наброам 20 и поќе. Меѓу првите ќе го наброам Фантома со еден глумац Ревенан Гри и као детектив еден Джустен Кларем играше еден глумец. Друго, Домино Пурп. Треќо, Човек со црвени очима. Четврто, Челични див. Пето, Јахач дивлих брда. Да се сеќам глумица. Шесто, со Шарло сакате нешто? Со Шарло Чаплин, боксер без пари, боксер, Сенен, Харолд Лойд, имаше едни филмови со Бастер Китон, со
А, Рудолф Валентино имаше после еден филм много интересен. Тоа време Гроф Монте Христо што играше. Имаше и други многу, не можам се сетам сега. Во киното на Михајло Пема сум уште као дете и можам да речам да го познавам многу убаво, затоа што стварно тој е еден од пионирите на кинематографијата во Битола и можам да речам се најубаво за него. Јас бев љубител на филма и уште као дете почна да одам на кино и просто тамо се заљубив и се запослив кај него уште као дете малечко и во тоа време стварно носеше многу добар репертуар во градот и кината му беа најпосетени, затоа што Битола имаше во тоа време три кина и киното на Михајло Пема беше едно од најпосетените, затоа што стварно тој го познаваше филмот и репертуарот секој му беше многу интересен и публиката го посетуваше тоа кино. Можам да речам да стварно беше голем ентузијаста, се бореше со доста проблеми во тоа време за кинематографијата. Во Битола имаше падови, конкуренцијата беше јака и кината ги го затворуваше и ги отворуваше поново. Значи, цело време во неговиот живот го има посветено на кинематографијата во Битола. Минуваат денови, месеци, минуваат години. Во 45-та година престана со работата киното и да, пошто се даваја повеќе театрални представи, не во киното. Но, после таа мала пауза, Народниот одбор на град Битола ме повика апаратурата која имав во театар, зградата на театарот, да ми се даде на послуживање и с тим да отворам кино во Ресен или во Ѓевјелја на моја режија. Јас ка пристанав во Ресен, дека тука близо до Битола. Сето тоа го демонтиравме од зградата на театарот, монтиравме таму. Првиот филм што се даде во Ресен беше во месецо, ми се чини така, септембар од 45-та година. И таму немаше кинопублика. Но јас ка настојав тие истите филмови кои и прикажував во Битола, по квалитет наравно добри да бидат, да се прикажува и во Ресен. И према тоа постепено почна таму да се ствара една кинопублика за гледање на добри филмови.
Несетно минуваат часови во разговор, во претурање на времињата, со пожолтените фотографии. Несетно, како што поминува и животот. А Пема е историја, негова жива историја. Филмскиот генус кој го започна Манаки, а со својата кинематографија го продолжи Пема, продолжува и денес да живее и негува. Благодарејќи на формирањето на киноклубот Милтон Манаки при Работнички универзитет кој е формиран на 12 јануари 1964 година, од тогаш па до денес низ овој клуб продефилира безброј младинци, пионери и повозрастни луѓе кои имаат основна задача да го развиваат и негуваат филмското творештво. Во една изрека која искажа Манаки при формирањето на клубот стоеше да го продолжите и негувате моето дело и да станете пославни него она што бев јас. Ние тоа негова изрека ја негуваме и ја продолжуваме со тоа што да клубот претежно се занимава со регистрирање на најважните документи од формирањето на клубот па до денес. Животот, тоа ти е чудна работа. Нешто како слика што оди. Сликата на која Михаил Пема и ги посвети своите најубави години, својата љубов и самопрегород. Во сите тие години, што ни побегнуваат низ прстите во дланките како пеперутка, работата и делото човеково остануваат единствената мерка за сите оние навидум можеби мали и беззначајни нешта кои токму и го прават животот. Од неговото богатство, сликата што оди, сакаше да регистрира и дел од него да го отргне од заборавот.